ама Бог себе си во Библијата се споредува со татко. Така си бил еден татко и имал еден син. И он својот син си го сакал најмногу на целиот свет. Ама неговиот син бил многу добар и многу наивен. И он безрезервно им верувал на сите луѓе. И таткото бил исплашен зашто веќе бил старел и него можеби веќе ќе го нема, а неговиот син бил толку добар и толку наивен и сакал да му даде една поука за тоа дека сите луѓе не се така добри како што е он добар и да биде малку внимателен. И еден ден таткото земал еден стар часовник и му го дал на својот син и му рекол: синко, овој часовник во нашето семејство е скоро 200 години. Мене ми го даде татко ми, него му го дал дедо ми, а на дедо ми му го дал прадедо ми. И тој часовник вика, вредноста му е во тоа што нели ние си го предаваме еден на друг како семено наследство. Овој часовник е златен и е многу вреден. Ама синко, нема сите да ти кажат едно исто за овој ист часовник. Јас би те замолил нешто, јас сум веќе стар и болен, би те замолил тебе да отидеш на кај часовничар, ќе отидеш на златар и ќе отидеш во антикварница и ќе прашаш колку вреди овој часовник. И така синот му рекол: добро тато, ќе те послушам, ќе заминам веднаш. И отишол, тргнал да бара, да се распраша колку вреди тој часовник. И првин отишол кај часовничар. И дошол, рекол: добар ден, да ве прашам, сакам да ми кажете колку вреди овој часовник. И тие го погледнале вака часовникот и рекле: ау, господине, па ова е сосема застарен модел, овие модели више се стари, па кој користи ваков сат на навивање, сема ги има дигитални, ти мераат време, срце, ова, она. Кој користи вакви старински часовници? А за овој чисто може да ти го земеме, ајде услуга да ти направиме, ќе ти дадеме 30 евра. И он така натажен излегол: па овој часовник зар толку е некој застарен модел, татко ми ќе ми го остави. Добро, и си излегол од продавницата, ама така разочаран, обесхрабрен. Имал некој безвреден часовник. И после тоа отишол во една друга продавница, отишол кај златарата, пошто часовникот бил златен. Рекол: добар ден, може да ве прашам колку вреди овој часовник? Ајде го да, овој часовник е чисто злато. Златото вреди. Машината му е стара, она стар, ама тоа што е златен има некоја вредност, ние за овој часовник ќе ви дадеме 3000 евра. И он рекол: добро, 3000 евра, тоа не е мала сума. Значи сепак татко ми не ми дал нешто толку безвредно. Значи сепак јас имам нешто малку вредно. Излегол во таму и решил да отиде во антикварница. И отишол во антикварницата и рекол: добар ден, да ве прашам, татко ми даде еден убав стар златен часовник. Сакам да ми кажете колку вреди овој часовник. И кога тие луѓето од антикварницата го погледнале убаво часовникот и рекле: ово е толку редок примерок, па вакви сати повеќе и нема. Леле, од каде ви овој часовник? Па вие знаете ли колку вреди овој часовник? Господине, ве молам, продадете ни го, ние за ова ќе ви дадеме 30.000 евра. И синот рекол: вау, толку вреди овој часовник. И целиот избезумен, не му било ништо јасно. Рекол: господине, се извинувам, јас сега не можам да го продадам, морам да се консултирам со мојот татко, да отидам дома, па ќе ви кажам што ќе направам. Се вратил дома и рекол: тато, мене нешто не ми е јасно. И татко му го прашал: што не ти е јасно? Тато, како може за еден ист часовник луѓето да го проценат толку различно? Едните ми дадоа 30 евра, едните ми дадоа 3000 евра, а последните ми дадоа 30.000 евра, а тоа е еден ист часовник. И татко му рекол: сине, јас не сакав да го продадеме овој часовник. Јас сакав само да ти кажам една лекција за да можеш да научиш за целиот свој живот. Тој златен часовник си ти. Бог те створил посебен. Што ти рекоа во антикварницата?
дека тој е единствен и дека нема друг, таков како овој часовник. Му рекол, ти си синко посебен и како тебе нема друг на оваа земја. Бог те створил толку посебен, толку бесценен, вреден, посебен. И ако некои луѓе се обидуваат да ти ја намалат твојата вредност, да ти кажат дека не вредиш, ти немој да им веруваш. Може би ти има луѓе како првиот пат како што ти отидеш во таа часовничар, ти речат, ти вредиш, ти си застарен модел, некој стар тип со застарени немодерни сваќања, гледате сега сите дигитални сачиња, али ти си некој застарен тип. Ти ќе речеш, мојот татко небесен ме створил посебен и уникатен. И јас сум таков кој што сум и вредам многу. И таткото му рекол, синко, дали ја научи лекцијата? Колку и некој да се обидува да те понижи и да ти каже дека не вредиш, ти им кажеш, јас вредам, зашто јас сум Божи принц и принцеза. Имам посебна вредност во Божите очи.